добро вечер. И вечер. официјално добро дојдовте на вечерашниот вебинар со Деа Авдију, нашата талентирана ученичка во програмот Мали возрастни генијалци. Вечервата ни спреми еден многу интересен дуел, можам слободно да го наречам дуел со сите што сме тука присутни, и ќе зборува за тоа како да си свој со развиени аналитички способности. Ке ми дозволите, сакам да ја представам малце повеќе Деа. Значи, таа е една млада девојка која што учествуваше на нашиот програм во онлайн талент шоуто, кое што се случи во мај ова учебна година, на сред виулица на корона. Таа беше една од неколкуте учесници во надпреварот кој што го имавме направено со цел ајде да ги раздвижиме младите креативно да се изразат себе. И таа беше личност која што направи една фантастична анализа на еден цртан филм, за кој што исто така ќе ја прашувам вечерва, малце да ни зборне, провокативно некои мисли да ни даде. Инаку Деа учи во основното училиште Кочо Рацин во Скопје, зборува повеќе јазици: македонски, албански, англиски, германски. Браво за Деа, полиглота. Таа учи основно музичко образование, пијано. Учествува во хор активно и во оркестар, учествува на повеќе надпревари и има освоено повеќе награди. Значи, Деа дефинитивно го имаш твојот надпреварувачки дух на високо ниво, само така продолжи. Имаш освоено прва награда по танц, за танго, значи си одличен танчер. Си учествувала на надпревари по природни науки, математика и имаш освоено прво и трето место. Исто така си учествувала во еколошки проект, си освоила второ место. Активно си учествувала во програмот на STEM Академијата на тема хибриднина, обновливи извори за енергија и хибридна технологија. Деа, едно големо браво! На твои 12 години, слободно можеш да си многу убав позитивен пример за многу млади луѓе, си инспирација. Ова што само го читам како твој профил, која си ти, можам да кажам дека си неуморна, дека си енергична, дека си многу работлива, дека си мотивирана. Запознав еден дел од тебе за кој што можам да кажам дека е навистина аналитичен, логичен, емотивен и длабок. И таа длабочина и таа интелигенција која што ја поседуваш, само продолжи да ја развиваш, а ние овие работилници што ги правиме сите овие вебинари, се со цел уште повеќе да си ги расшириш крилата, да си ја зголемиш вербата во себе, дека си уникатна, дека си посебна, дека си прекрасна и дека навистина чуда можеш да правиш. Чудата ги креираме ние. И повторно, тие се инспирација за нашите најблиски, луѓето кои што ги сакаме. Деа, јас во овој момент ти го отстапувам екранот и те поканувам да почнеш да ни зборуваш за твојата тема. Поеле. Критичко размислување. Критичкото размислување е всушност анализа на факти за формирање на пресуда. Како предмет е комплексен и постојат неколку различни дефиниции, кои генерално вклучуваат рационална скептична анализа и евалуација на фактични докази. Критичкото размислување е само набудувано, само корективно размислување, предпоставува согласност на ригорозни стандарди на извонредност и умно запознавање со нивната употреба. Вклучува ефективна комуникација и способности за решавање на проблеми, односно problem solving thinking, и како и посветеност за надминување на домашниот егоцентризам и социоцентризам. Но ако не разберете и дозволите на критичкото размислување да доминира во вашата свест,
Шансите се исто така добри да доживувате големи негативни емоции, како што се лутина, страх, загриженост, вознемиреност или депресија. Ефективните критични мислители не презимаат ништо во стандардна вредност. Никогаш не престануваат да поставуваат прашања и уживаат да истражуваат во сите страни на проблемот и во подлабоките факти што се кријат во сите начини на податоци. Нема сомнение дека ефективните критични мислители исто така се во голема мерка и креативни мислители. Критичкото размислување се потпира многу на способноста на некој да биде креативен. Ако може сега другиот слайд? Може. Само момент. Дали го гледаш? Што е аналитичко размислување? Аналитичките вештини, односно аналитичкото размислување се однесува на можноста да се собираат и анализираат информации, да се решат проблеми и да се донесуваат одлуки. Користите аналитички вештини при откривање на образци, буре од мозокот, толкување на податоци, интегрирање на нови информации, теоризирање и донесување одлуки заосновани врз повеќе фактори и опции што ви се достапни. Деа, морам малце да те прекинам со цел да ни дадеш примери за сите овие многу високо изразени, со висок стил, речиси академски стил, примери кои што ти се многу блиски до ова што го кажа до сега. Ке те замолам, ако можеш, прво за аналитичкото размислување, да ни дадеш примери, па после за критичкото размислување и да направиме споредба. Критичкото размислување повеќе кога даваш критики на нешто. Пример, дали е доволно добро, дали е зависи. А аналитичкото размислување е повеќе кога анализираш повеќе податоци. Разбираш подлабоко во, како да кажам, темата или прашањето. Ајде еден пример. Замисли дека отвараме географска карта во овој момент. И ако треба да размислуваме каде ќе одиме на одмор, пошто имаме, например, на страна тргнато 5000 евра и сакаме да ги потрошиме, да си поминиме прекрасно, да се забавуваме. Дали првично, критички ги посматраме површински работите, да видиме што е добро, што не е добро, првично, а аналитично се задржуваме подолго време и одиме подлабоко. Дали е убава плажата, дали е квалитетно сместувањето, какво е искуството што го имале некој предходно луѓе што биле можеби таму. Можеби ќе побараме на интернет евалуација на колку е тоа добро место. Или пример кој што можеш да ни дадеш ти за споредба. Па пример може да биде исто така, да кажеме, бираме два автори за читање книги. Првин ќе гледаме како ќе го употребиме критичното размислување и ќе видиме кој автор би ни се допаѓал повеќе според податоците што може да ги видиме. Потоа, со аналитичното размислување ќе гледаме во книгите и подлабоко ќе видиме всушност која повеќе нас ни се допаѓа. Многу интересно и ми се допадна ова како пример. Навистина, многу убаво. Одлично. Се извини што те прекинав, но имав чувство дека треба да ни дадеш малце позитивно практични примери. Така да те молам, продолжи си. Некои вештини кои се потребни за подобрување на аналитичкото размислување е комуникација, поради тоа што да се имаат силни аналитички вештини не значи ништо ако не може да ги споделите
да ја споделите вашата анализа со другите. Креативност е исто така потребна, бидејќи често пати за анализирање на информации потребно е креативно внимание за да се забележат трендовите на податоците, што другите можеби не ги наоѓаат. Креативноста е исто така важна кога станува збор за решавање на проблеми. Очигледното решение не значи дека секогаш е најдобра опција. Друга вештина што е потребна е критичното размислување. Критичното размислување е неопходно за да се има силни аналитички вештини. Критичното размислување се однесува на проценка на информациите и потоа донесување одлука врз основа на вашите наоди. Анализа на податоци е исто така потребно, бидејќи без оглед на било кое поле, да се биде добар во анализа, значи да бидете во можност да испитате голем обем на податоци и да идентификувате трендовите во тие податоци. Треба да надминате само читање и разбирање на информации, за да го смислите тоа, истакнувајќи ги образците за врвните носители на одлуки. Исто така уште еднаш ќе ти упаднам во збор. Сето тоа се надевам дека ќе те поттикне на уште поаналитичко размислување. За да бидеме своји луѓе, за да бидеме личност со интегритет, со авторитет, луѓе кои што се почитуваме себе си, луѓе кои што веруваме во себе и се она кое што ние сме, како можат анализата на себе, што правиме во текот на денот, какви навики имаме, колку учиме, како се храниме, колку вежбаме, колку се дружиме, со кого времето го поминуваме. Дај ни пример како аналитичкото размислување ни помага да бидеме свој луѓе. Ни помага на многу различни работи, како пример, кога го употребуваш аналитичкото размислување, всушност ти се сваќаш себе си подобро, бидејќи анализираш повеќе во твоите секојдневни работи, например. Се што правиш, кога го употребуваш аналитичкото размислување, уствари гледаш подлабоко во себе си и зошто ти тоа го правиш на тој начин. Баш ова. Значи, дали е убаво да се анализираме ние она што ни се случува во текот на денот? Тоа е како разговор сами со себе, нели? Да, и мислам дека е многу добро тоа да се прави. Кога се соочуваме со критика, некој кога доаѓа и не критикува дека некоја работа можеме подобро да ја направиме, дали постои разлика во конструктивна и деструктивна критика однадвор на кај нас? И која повеќе не стимулира? Што мислиш? Конструктивната критика кон нас, да се подобриме, критички да размислуваме? Или она малце зајадлива и отровна некогаш критика кон нас, за да си го зајакнеме критичкото размислување? Што мислиш? Што е поуспешно? Мислам дека тоа повеќе зависи од човекот, што ја добива критиката, отколку од видот. Некои луѓе повеќе се мотивираат на друг начин, некои на различен начин. Дај ми пример. Пример, некој може да добие деструктивна критика и да си размислим, чим тој така ми кажа, јас сакам уште подобро од тоа да направам и ќе го како зајакнам тоа. Ако некој добие добра критика, ќе каже колку ќе биде среќен и ќе верува повеќе во себе. Заради тоа мислам дека зависи многу од човекот што ја добива критика.
Токму овде е таа креативност која што ја зборуваше сега пред малку, во која што на креативен начин секој може да биде подобар аналитичар. Како мислиш дека можеш да ги процениш луѓето со кого да си пооштра, а со кого да си помека, за да направат нешто подобро со себе? Мислам дека треба првен повеќе време да помина, за да не видам само како да бидам поблиска и да видам всушност каква е личноста и не можам толку брзо да кажам дека е лоша или добра, бидејќи никој човек не е со се добро, секој има своји мани и заради тоа сам така. Тоа дали значи дека сите во себе си го имаме и добриот и лошиот волк? Да. Така? И кој повеќе го храниме, толку повеќе тоа заживува во нас. Да. Добро. Океј, ми се допадна многу начинот на кој што го процени и го изанализира начинот на кој што кога ни доаѓаат луѓето, како ние реагираме на критиката и како тоа стимулативно делува на нас. Значи, различните карактери различно реагираат на критика и ние треба да научиме дека кон секого треба различно да се однесуваме. Дека треба да го процениме човекот, што повеќе ќе го стимулира за да направи нешто подобро. За тие вештините што треба да се подобрат, што помага за аналитичкото размислување, исто така истражувањето. Мора да се научи повеќе за некој проблем, за да го решите. Со други зборови, ќе треба првин да соберете податоци или информации пред да ги анализирате. Тоа беа вештините. Ако може сега другиот слайд. Уште еден поделен. Problem solving thinking, односно зашто е потребно и како чекор по чекор да пристапите кон проблемите во животот. Problem solving размислување е всушност учење на техники за решавање на проблеми и е задолжително за работа на професионалци од било кое поле. Решавањето проблеми вклучува наоѓање на можните причини за проблем и развој на план што го решава тој ист проблем. Ако сакаме да ги надминеме системските теми за денешните проблеми, тогаш треба и да го промениме размислувањето што не доведо до нив за да започне. Решавањето на проблемот бара методичен чекор по чекор пристап кон предизвик. Неколку основни фази на решавање на проблеми што може да ги следите во пристапување кон проблем во вашиот живот се: првен треба да го идентификувате проблемот, без разлика дали се занимавате со комплексен и тежок проблем или релативно едноставен. Важно е да направите истражување за природата на проблемот и можните причини. Како трет чекор, ќе барате можни решенија. По истражувањето на проблемот, време е да се започне да размислуваме за можни решенија. Оваа фаза бара креативност и бура од мозокот, бидејќи размислуваш за неколку идеални решенија, како и некои алтернативни решенија, доколку првиот пакет не успе. Четвртиот чекор е да се донесе одлука. Откако ќе имате список со можни решенија, методично ќе намалите вашата листа до најдобрите решенија. Петиот чекор е да ја ставите таа одлука во акција. Ќе го употребите избраното решение на планиран и намерен начин. Треба да се избегнува брзање кон акција, бидејќи тоа често пати ќе доведе до неизвестно решение, што не го постига својот
предвиден резултат. Шестиот чекор, што е краен чекор, е да се чека резултати. Внимавајте како функционира вашето решение и одлучите дали треба да се превземат понатамошни активности. Ова беше многу добро и квалитетно објаснување. Малце би сакала да на следниот твој вебинар имаме уште повеќе графикони кои што ќе ти бидат и тебе полесни и на нашите следбеници, затоа што навистина кажуваш многу квалитетни и многу важни информации. И овие чекори се практични, имаат вредност, многу лесно се применливи. Може во истиот момент да ги применуваме, мислам дека многу добро си имаш подготвено за овој вебинар. Сега, дали би сакала да ни дадеш вежба, може би? Да, прва вежба што ќе ја правиме е туристички водич за вонземјанин. Оваа вежба дава можност да размислите надвор од вашиот нормален начин на размислување. Се преправате дека ви е доделена задача да организирате обиколка за вонземјани кои ја посетуваат земјата и го следат човечкиот живот. Се возите во преграда, гледајќи го пејзажот подолу и леблите над професионален бейсбол стадион. Еден од вонземјаните изгледа надолу и многу е збунет од тоа што го гледа. Ќе треба да објасните дека трае играта и тој ќе ви поставува неколку важни прашања. Како што е игра? Зошто нема женски играчи? Зошто луѓето се возбудуваат кога гледаат други луѓе да играат игри? Што е тим? Зашто луѓето на седиштата не може да се спуштат на теренот и да се приклучат? Ако се обидете целосно да ги одговорите овие прашања, брзо ќе стане очигледно дека носиме одредени претпоставки и вредности. Ние, например, поддржуваме одреден тим затоа што не прави да се чувствуваме како да сме дел од заедницата. Ова чувство за заедница е вредност што им е важна на некои луѓе повеќе од другите. Покрај тоа, кога се обидувате да му објасните на вонземјанецот за тимскиот спорт, треба да објасните вредноста што ја ставаме на победа и загуба. Го мислите дека е нешто туѓо и вие сте туристички водич, вие сте принудени подлабоко да ги разгледате работите што ги правиме и работите што ги цениме. Понекогаш тие не звучат логично од надвор ако ги гледаме. Деа, имам еден предлог, кој што ми дојде во моментов како идеја. Дали може би сакала сега оваа игра уште еднаш да ни дадеш инструкции и сите што сме учесници на твојот вебинар, јас ќе ги поделам во различни соби по двајца и сите ќе имаат можност да одговорат по 2 минути на прашањето што ќе ни го поставиш. Едно прашање може да е што е игра, второ зошто нема женски играчи, но дали би сакала да ни дадеш инструкции за да ја изиграме оваа игра? Да, може. Ајде. Вие ќе треба да мислите дека сте туристички водич на еден вонземјанин што на брод сте, лебдите и над терен за професионален бейсбол стадион. Еден од вонземјаните ќе гледа надолу и ќе прашува прашања кои вие треба да му ги објасните. Дали мислиш дека е подобро во групите што ќе ги направам по двајца, еден да биде вонземјанинот, а друг да биде туристичкиот водич? Да. Ајде, така ќе направиме. Секоја група, сега во овој момент ќе ве поделам во групи по двајца и рачунајте дека ќе ви ги направам
прашалниците еден до два прашања. Например, што игра и зошто нема женски играчи, ќе има првата група. Втората група ќе има зошто луѓето се возбудуваат кога ги гледаат другите луѓе дека ја играат игри. И овие прашања ќе ви бидат поставени во групата. Секоја група ќе има различно прашање. Ајде да видиме, значи, а внатре во групата секој нека си се подели кој е туристичкиот водич, а кој ќе биде вонземљанинот. Може ли така? Ќе ве замолам само во чат, дали ви е јасно што треба правиме? Само да прашам за одговорите што ќе ги даваме, да ги даваме како да кажам, од наша гледна точка, така ли? Значи, треба да влезете во улога. Некој треба да биде вонземјанин, а некој треба да биде туристички водич на вонземјанин. Ирем и Мија се согласуваат, одлично, нема проблем. Добро. Океј, значи во групата еден е вонземјанинот, а друг е туристичкиот водеч. Океј, ајде, само технички да го изведиме ова со групите. Значи, во моментов само да проверам дали колку луѓе сме. 10 луѓе. Јас ќе направам 4 групи. Добро, значи имаме 5 минути за вежбата. Во оваа вежба Димитар Илчев ќе биде со Станиша Великовиќ. Димитар, дали сте тука? Не, може. Да, во ред. Добро, окей. Добро. Со оглед на тоа дека во ред, ќе ве ставам во првата соба Димитар, Станиша и Веджија. Димитар може би не слуша или има некој технички проблем, во секој случај тоа е првата група. Втората група ќе бидат Меги, Ирам и Мија. Не, тоа ќе ни биде малце проблем. Значи, Јилмас мислам дека испима технички проблем. Меги со Деа. Може така? Да. Добро, значи Меги одиш во соба 4. Важи. Ете така, Ирем и Мија се ги гледам во третата група. Океј, ајде почнуваме. Да? Ќе треба да се поделите, некој е вонземљанин, а другиот е туристички водич. И сега ќе ви ги поставам прашањата. Момент, четвртата група.
Мија, дали имате игра? Дали ви дадов задача? Сега ви пишувам. Така, дали добивте прашања? Добро, па вие сте во група 3? Добро, искористете во група 2 прашањата. Сега ви го пишав, прочитајте го. Здраво. Дали се слушаме? Реđe, дали се слушаме? Сега да, пред малце не. Добра. Кажи ми, дали беше во групата, дали имаше разговор со некого или не? Немав со никого, пошто слаб ни е интернетот и прекини слушам. Добро, што ме така, тогаш ќе видиме снимката. А кајде сите за 1 минута веќе треба да се вклучат назад. Не им даваме повеќе време. Деја има фантастична спремена презентација и ова што е како игра е многу интересно. Не може во играва да се уклучам баш со прекини, не ми беше ни јасна, искрено кажано. Не,
Добре, јас им давам уште не цела 1 минута, кај што ќе се исклучат од групата и ќе треба да го завршат разговорот. Па да видиме што имаат искуства од разговорот. Ајде, баш ме интересира. Јас сум љубопитна. играта. Тие има правила и мора да бидат со топката играчите. Дали сме сега сите тука? Да. 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 Супер, 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 супер. Јас сум Да. многу сум љубопитна и сакам да Деа добиеш одговор од нашите учесници, твоите гости, што имаат искуство од оваа игра. Само да ве замолам да вклучите кога сакате да зборувате аудио, да не сте случајно на мјут. Меги? Дали се слушаме? Слушаме се. Да. Добро. Дали беше во група? Бев, да. Со Мија и Ирем. Може да се вклучат Ирем и Мија со аудио и да ни кажете трите какво искуство имате. Важи. Мислам дека нашето прашање беше зошто како беше зошто луѓето седат на клупата, не сум сигурна точно како беше, затоа што јас бев од другата група, нели прво? Зошто луѓето што седат горе на седишта не се Мгм. симнати долу на терен и не Е. играат заедно со другиве играчи. Вон земјаната Да, тоа зачуден. беше. Да, да одговорам или? Најде. Па ние наше мислење е дека сигурно затоа што они не се дел од тимот и немат баш некоја, не се толку обучени у тај спорт. Да. Немаат знаење, познавање кон бейсболот толку, туку тие се тука само за подршка. Да. Добро. Ирем, ти дали беше вонземјанин или беше туристички водеч? Епа, сите, еднаш кога прашаме прашањето и сите одговоривме тоа што нели ние го мислевме, кај што го кажа нели Меги и нели исто така дека тие немаат толку тренинг колку што имаат тие што го играат спортот. Не се спремни и заради тоа што не се селектирани, може само да гледаат, не може да учествуваат во играта. Да. Мија, што мислиш ти? Па, мислам дека тоа што го одговоривме и нашите мислења, мислам дека беа како да кажам, дека беа во ред и дека навистина не би требало публиката да учествува во играта ако не се обучени за да играат. А што ако се најде некој многу голем ентузијаст и од публика се стрча надолу и влезе на терен и сака да игра? Што ако се случи такво нешто? Многу му се игра, човекот ептен му се игра. Што да правиме тогаш? Не знам дали ќе му дадат да игра.
да сме ние. Не знам дали би Например, му ако е даде. надпревар, и ако се симна, тогаш нема да му Ако даде. е нешто добротворно, нешто такво, можда јас би му дозволила, ајде нека игра, нели? Ама онака па и не знам баш. Можда би го повикала да дојде во нашиот тим кога ќе имаме тренинзи и тоа, па тогава да се покаже за да учествува во наредни надпревари. А сега не знам. На сред игра некој ако ви дојде, рачунајте, тоа е како на сред свадба да дојде некој кој што ја сакал во минатото девојката, која што е сега невеста. Не може тоа, не може да му се дозволи такво нешто, нели? Нема, да. Нема шанса. Да, тоа да. Да. Или на роден ден ми се појави некој кој што не ви е другар заради тоа што слушнал дека има добри грицки, колачиња, пијалоци, така му се сојало, му се сопило и сакал да дојде. Некако. Да, нема. Деја, што мислиш ти? Сега баш онака сакам да направиме разлика меѓу аналитичко и критичко размислување. Па мислам логично би било да има чувари кои што како спречат човекот да игра, бидејќи ако он се вмеша во сред игра, може да го расипа фокусот на играчите. И нешто, пример, ако некој е близко до гол, да се загледа во него и готово. Ќе изгуби. Точно така. Ама, но пак, ако е игра каде што треба луѓето да одат и да се вклучуваат, тогаш логично е и може да оди и тој да игра. Дали кога би била јас вонземљанин, а ти кога би била туристичкиот мој водич и би била уморна од многу прашања што ти поставувам, јас стварно имам моќ да комуницирам со тебе без да зборам. Дали би ми одговорила на начин со пишување, со цртање без да збориш или ќе го користиш твојот начин за да ми објасниш? А пази, имам многу прашања. Ти ги поставувам тие прашања на тотално различен начин што не си навикната. Како би ми одговорила? Првен би пробала да ти одговорам на тој начин. Ако не сум успешна, тогаш ќе пробам на мојот начин. И ако не, тогаш нема многу добро да те разберам, ниту пак мене. Ти. Али прво ќе пробаш да ми објасниш на мој начин? Да, бидејќи ако ти објаснам тебе, сигурно и јас ќе научам од тој начин нешто ново, па зашто да не го пробам тој нов начин, па потоа на стариот начин, ако Многу ми се допаѓа ова. Се обидуваш да се адаптираш и да бидеш комуникативна со новиот соговорник. Јас би сакала да го слушнам и Станиша, да ми се вклучи во дискусијава. Помалку чудна, но за сите нас многу креативна и забавна. Така да, дали можеш да ни пренесиш твое искуство во играва? Што се случи? Како ја доживеа? Мене првин беше чудно како вонземјанинот ќе свати првин вика стадион, дали што е, дали има тие стадиони таму, што е тоа лепдат над стадион. Но нас луѓето, ние тука знаеме што е стадион, ама тоа што ќе види е онака многу луѓе собрани и целото внимание е насочено кон помала група на индивидуи. Значи тоа ќе му биде чудно. Зошто мора да има толку многу луѓе што се во што бодрат, а толку малку луѓе што учествуваат во игра. Зошто да не е обратно? Зошто не
повеќе луѓе да учествуваат во играта, а многу помалку да наблюдуваат, да гледаат. Тоа е прашав и Деја, значи кога се разделивме во предходно. И таа многу убаво одговори. Значи рече дека ако би учествувале толку многу луѓе, играта нема да го има тоа, значи таа убавина. Ако се вклучат толку многу луѓе во неа, значи тоа се правилата. Ама пак тоа не значи дека мора да има па уште баш толку луѓе што многу повеќе што ќе гледаат. Значи може еве како што е сега со короната, значи претходно стадионите беа полни, сега се или полупразни или празни. А играта си останува, значи учесниците се таму, така да значи публиката е не е неопходна за играта. Многу интересно вежбава што ја имате искомуницирано, пошто во позадина всушност за вонземљаните, колку и да е символично земен примерот, тие во играта не знаат кои сме ние и зошто имаме такви чудни игри и се љубопитни и сакаат да не запознаат. Од друга страна, ние кога во животот се соочуваме со непознати работи, исто како вонземљаниве во играва што се со нас, и ние треба да сме љубопитни и да сакаме подлабоко да ги запознаеме фактите, аргументите, да прашуваме повеќе, да сме љубопитни, да прашуваме луѓе кои што имаат вистински одговори. И што мислиш, Деа? Ова досега што го изигравме, што е најважно што треба да го запамтиме? Мислам дека е важно да го запамтиме дека, пример, едно прашање не мора секогаш да значи дека има само еден точен одговор. Може да има поразлични верзии. Мислам дека исто така важно во работите на место на површински да гледаме, подлабоко да ги анализираме, но мислам дека исто така важно да не бидеме многу критични кон себе. Да бидеме критични, но не толку многу што ќе претераме и да. И да знаеме да комуницираме. Баш симпатично. Многу убаво. И многу интересно. Од твоја страна, презентацијава што ни ја понуди, што ни ја направи, не стимулираше сите да бидеме поотворени кон решавањето на проблеми, да бидеме похрабри кога има некој проблем, па треба да го анализираме, па кога имаме потреба да размислуваме критички кон одредена работа, како тоа да го направиме. И дали би сакала да направиме Деа уште една вежба? Или ќе ни ја објасниш само оваа вежба? Да, можем. Ајде. Ја не знам, јас ќе објаснам како идеја, ако сакаме, ќе направиме. Ајде. Ова е втората вежба за критичко размислување. Во оваа вежба ќе треба да се прочита секоја изјава и обидете се да ја утврдите дали звучи како факт или како мислење. Ова може сам да се прави или со партнер, како сакате. Подобре да го правиме со партнер, но овај пат многу пократко. И пред да влеземе во групата, може ли секој да си запише по една реченица од овие што ни ги имаш наведено? Меги, Ирем, Станиша, ние, сите што сме тука, само по една реченица. Или доволно е да ја запамтите, ако немате како да ја запишете.
Дали си избравте по една реченица? Да. Океј. Во овој момент ќе ги направам повторно групите и овој пат ќе имаме само 2 минути за размислување, критичко размислување. Ќе ја кажеме секој својата избрана реченица и откако ќе ја кажеме, дали е тоа факт или мислење, треба да утврдиме. Дали не е јасно? Да. Одлично. Здраво. Здраво на сите. Здраво. Дали се гледаме, се слушаме? Ова Да. беше забавно. Ова беше забавно. Да. Да. Дали идентификувавте? Да. Дали идентификувавте факт Да. или мислење? Добро. Ајде Да. накратко, ако може, да ни кажете во групата, пошто бевте всушност две групи. Кој ќе почне прв? Ајде, нека почнат Меги, Ирем и Мија.
Што беше факт, што беше мислење во вашата група? Ајде, ние имавме 3 реченици, нели, затоа што сме 3. Извивме 3 реченици. Факт беше пушењето е лошо за вашето здравје, значи тоа е факт. После, Мирам, кажи ти за твоето. Најдлабокиот дел од океанот е дабок 35.813 метри. Тоа е факт. И сега во оне малку за чудина знаевме, сега за Мија. Мија, можеш ти да прочиташ сега? Мија? Јас ја одбрав реченицата, мајка ми е најдобрата мајка на земјата. Симпатично. Што е тоа? Мисла или факт? И ние не знаевме баш и затоа се мислевме. Оти сите мислиме дека нашите мајки се најдобри, ама уствари и ние имаме една мајка и тоа ни е како, за нас е како факт дека нашата мајка си е најдобра и не знам сега. Тоа не баш зачуди, сакавме баш со вас да дискутираме. Од надвор е како мислење, за нас е како факт. Да. Добро, ова е многу интересно. Да беше поинаку составена реченицата, значи мајката на секое дете е најдобрата мајка за тоа дете. Тогаш и тоа е мислење. И тоа е мислење, но може да прирасте во вистините. Вака, значи, помалку потешко ќе биде ако некој се бори само за собствената мајка да докаже дека таа е најдобрата во светот. Ова многу е интересно и интригантно како реченица за да го идентификуваме. Инаку фактите се со многу поширок аудиториум на прифаќање. Значи мислењето може да биде индивидуално. Може сите ние индивидуално тоа си го мислиме и нормално секој си мисли дека неговата мајка е најдобра на свет, што е многу убаво. Но истовремено фактите зборуваат повеќе луѓе за истата таа информација, потврдуваат дека е таква. Затоа бараме извор на верен извор на информации кога правиме научни истражувања, кога треба да докажеме некоја работа. Станиша, во вашава област вие сте и тренер за физика, астрономија и астрологија во нашиот програм и ценам дека базирани сте на многу факти, многу аргументи, многу научно потврдени информации во кој што и критичкото и аналитичното размислување се составен дел од вашава наука и вашиот предмет. Како вие ова сето го поминавте како вежба заедно со Деа? Значи, интересна беше вежбата. Деа имаше први можност, таа кажа, ја кажа реченицата што е одбра, па да кажам јас дали таа реченица е мислење или факт, потоа мене ми дојде редот. Значи се огласивме и двајцата дека за една реченица или за еден исказ, поточно да кажеме во математиката, да се во математика или во логиката, таа подобласт од математиката, за еден исказ да биде прогласен за точен или неточен, треба, значи, или логичко рассудување или пак независен извор, репер, мерило, нешто што ќе ни потврди. Во, да кажеме, во социјалните науки пак треба, значи, мнозинството одлучува дали нешто е така или не е така. Значи, кога колективното мислење ќе прерасне во некое правило, во закон. Да, крајна форма е дури закон. Дали ме слушате? Да, супер, одлично. Одлично те слушаме. Да. Бевме многу внимателни во ова што го зборуваше.
Добра. Деа, ние сме ти благодарам, Што е малку врската се губи. Да, јас приметив на момент беше се изгуби конекцијата. Не се слушавме добра. Во секој случај бевме многу внимателни во она што го зборуваш и ти благодарам тебе. Деа, дали би сакала да ни кажеш нешто за крај? Да. Повели. За крај. Па би сакала за оваа вежба да додадам дека веројатно ако најдовте некои изјави што може да се осудат лесни за проценка, на други може да бидат потешки. Тие што ефикасно можете да ги дебатирате за вистинската изјава, тогаш најверојатно тие се мислења. А што се факти? Па искрено, ако гледам како подлабоко, пример, моето прашање, тоа прашање што требаше да го одговорам, беше најдлабокиот дел на океанот, е длабок 35.800 метри. Тоа првен ми звучало како факт, но за да бидам сигурна дека тоа е факт, би требало да истражам, за да видам дали на вистина е толку метри или дадено е како збунувачко прашање. Точно, дали е тоа вистина или не, за да го потврдиме тоа, мора да истражуваме. И ако истражувањето го потврди тоа, тогаш станува факт. Инаку ќе биде шпекулација и простор за манипулација. Одлично, навистина одлично. Многу сум среќна колку убаво поминавме саат време со тебе и колку прекрасна презентација имаш направено. Богата, истражувачки, конструктивна и предлагам ова презентација да ја напишеш за еден блог кој што може, освен на видео, да им помогне и на другите млади наши следбеници кои што ќе сакаат да научат како аналитичкото размислување може да им помогне да бидат повеќе своји луѓе. За крај, дали би сакал некој од вас да ја постави некое прашање на Деа? Јас не сакам само да честитам и да кажам дека ова беше многу убаво и супер презентација и така да продолжи во иднина. Благодарам. Супер беше. Мене навистина многу ми се допадна. На Деа, значи, гледам зашто имаш одбрано оваа тема, зашто еве и понатака тоа што разбрав е дека ќе работи со професорот Илмас на математика, а во математиката и како се потребни значи аналитички способности, критичко размислување, а и креативно размислување. Така да значи секако ова што значи во подготовката на оваа презентација сигурно ќе ти е од помош за понатака во изучувањето на математиката. Продолжи само напред. Одлично. Одлично, Илмас беше вечерва со нас, инаку во моментов тој е во Америка, таму живе и ценам дека беше се додека можеше, беше присутен, повеќе сакаше да поддржи, да ти покаже дека навистина си супер и така и да продолжиш. Така да ти благодарам, Деа, и ви благодарам на сите вечерва што бевте со нас и што бевте љубопитни и сакавме да учиме повеќе за аналитичноста
и критичноста и решавањето на проблеми. Ви благодарам уште еднаш и идеја само така продолжи напред, глава горе и те очекуваме со нова тема за следен вебинар. Ви благодарам и во име на програмот Мали возрастни гениалци и ве очекуваме на нашите следни вебинари. Поздрав и убава вечер на сите.